Тања Липчевска и Златко Димовски се младуженци на годинишното 45-то издание на Галичката свадба, што ќе се одржи од 13 до 15 јули во преубавиот амбиент на селото Галичник на Бистра планина. Председателот на местната заедница Галичник Александар Костич, кој е организатор на манифестацијата, потсети на големината на овој не секојдневен, а традиционален настан. Рече дека се горди што Галичката свадба од Агенцијата за поддршка на туризмот е прогласена за најуспешна туристичка манифестација за минатата година, а од New York Times и National Geographic добиле награда за најтрадиционален свадбен фестивал во Европа. Овие признанија се само уште една причина Галичката свадба да продолжи да го негува македонското културно богатство и да биде негов промотор во целиот свет. Годинава за прв пат од сите локации каде што се одржува Галичката свадба ќе имаме лайвстрим, тоест пренос во живо, кој ќе се емитува на LED дисплеј кој ќе биде поставен во центарот на Галичник, на платото на чешмата Упија. Како исто така ќе биде емитуван и на социјални мрежи. Венчавањето што ќе се одржи во црквата Свети Петар и Павле ќе го направат монасите од Бигорскиот манастир и монахињите од манастирот Рајчица. Посетителите кои нема да имаат обезбедено сместување, затоа што во Галичник се ограничени сместувачките капацитети, ќе имаат можност на локациите на така наречената селска ливада да постават шатори. 29-годишната Липчевска изјави дека е особено среќна што е избрана за невеста, затоа што и самата учествувала во оваа манифестација од својата 5-та година и ја смета за најавтентична и најтрадиционална свадба на сите простори. Избрани биле во конкуренција од 4 пара. Сум била горда, сега сум горда и ќе бидам секогаш горда и чест ми е што оваа година јас сум Галичката невеста. Ова е најавтентичната, најтрадиционалната свадба не само во Македонија, туку верувам и пошироко, значи не Балканот, Европа, мислам дека на сите простори. Ова е нешто што треба да се зачува. Ова за мене представува нешто што не знам како да го опишам, значи тоа е желба што се доживува само ако сте таму. Димовски пак вели добро се подготвил и ги научил свадбарските обичаи кои се карактеристични за Галичката свадба. Двајцата работат во приватни компании и живеат во Скопје. Голема чест и задоволство ми е што ќе видам 45-тиот Галички зет на една од најголемите македонски манифестации, далеку позната не само во Македонија и широм светот. Така да и пред да бев со Тања имам и знам за Галичката свадба, од кога што со неа веќе ги научив и сите обичаи, традиции. Свадбарските обичаи ќе започнат во сабота на 14 јули со поставување на свадбарското знаме, а судбоносното да ќе го кажат во храмот Свети Апостол Петар и Павле в недела. Посетителите ќе можат да проследат над 30 обичаи кои што ќе се изведуваат за време на свадбарските денови. На манифестацијата учество ќе земат околу 100 статисти, облечени во автентични галички носии, културно-уметнички друштва со околу 30 учесници, конјаница и коњи со техничка поддршка, односно вкупно околу 250 луѓе. Со Галичката свадба започнува и Галичкото културно лето, кое официјално ќе биде отворено на 13 јули на платото пред чешмата Упија со настап на Владко Стефановски и оперската певица Весна Гиновска Илкова и групите Тоа е тоа и Band Off.